меѓутоа ние мора реално да погледнеме работата, што во моментов живееме една голема криза на самите политички партии, вака формулирани, вака произлезени, каде што ги имаат тие теми, еве наречете ги националистички, иако јас мислам дека се таргетирано националистички теми, тие не се реално националистички, туку се вадат по потреба, каде што точно се знае кои се непријатели, кои се вечни непријатели, а кои се вечни пријатели, и во тој смисол тоа заробување, ние имаме фактичко заробување на општеството, во смисла партиско заробување на општеството, таа партократија, меѓутоа имаме и ментално заробување на општеството. Нас ни е проблем сега ова ментално заробување на општеството, каде што имаме точна ориентација и точна игра на сентиментите и на носталгијата на луѓето за некогаш добро организирано општество и слично, а тоа сега не може да се случи. Затоа велам, повторно се враќам на почетокот на емисијата, затоа секој од нас кој влегол во јавниот живот, во политиката, треба да ја носи својата одговорност и да ги искажува своите ставови, посебно ставови кои во ситуација кога немаме реални информации, затоа што сите овие тебе кои ги развидувавме вечерва, повторно ќе кажам, треба да се знае дека за овие теми ние немаме реална дискусија во државата, кај нас во Северна Македонија, и тоа според мене е главниот проблем. Доколку би се воделе на овој начин, доколку ние имаме професионални медиуми, а не медиуми диригирани од овие или оние, дали бизнес, дали политички, дали партиски, не знам веќе какви се кругови, доколку не имаме реална дискусија, доколку имаме ние реално поведение од страна на политичкиот естаблишмент, без разлика каде тој се наоѓа, иако се разбира одговорноста е на власта да ги наметнува и да ги комуницира темите, ако и таја не игра на националистичката карта, или јас би рекла на квази националистичката карта, со цел да биде да го држи темпото со опозиционите партии, значи ако имаме одговорно поведение, ќе биде многу подобро за сите нас. Какви ќе бидат односите на Северна Македонија со Бугарија, зависи пред се како ќе оди реформата во македонското општество. Тука се согласувам со Иван. Колку ќе биде улогата на сите нас кои сме влегле на овој или на оној начин во политика практично да влијаеме од оваа позиција, меѓутоа и да влијаеме од една друга посериозна позиција и на политиката и на случувањата генерално. Меѓутоа јас сум оптимист дека таа реформа е веќе отпочната, иако не е видлива за јавноста, иако не секогаш е видлива и во сите сфери на општеството, меѓутоа мислам дека е сериозно отпочната. Делумно затоа што сме земја членка на НАТО мораше да биде отпочната, а делумно затоа што мислам дека политичките партии кај нас имаат сериозна, како што е секаде проблемот, меѓутоа ние прв пат го искусуваме тој проблем последниве неколку изборни циклуси, сериозен проблем со контрола, на која се навикнати над гласачите, сериозен проблем имаме со неизлезноста и сериозен проблем имаат со разочараноста на граѓаните и со се помалото влијание и покрај големата контрола која имаат над јавниот дискурс и над целокупното јавно мислење. И тоа некаде мора да пукне. Тој расцеп, тој процеп е премногу голем, и тоа мора некаде да се прекрши, и мислам дека ќе се прекрши токму со отпочнувањето на преговорите со Европската Унија, и поминувајќи низ тој процес ние мора практично да се реформираме, не дека нас Европската Унија по автоматизам ќе не реформира, се разбира. Затоа е битно кој го води тој процес, и затоа јас кажав минатиот пат, него сега пред неколку прашања, дека сега е битката кој да има контролата над процесот на преговори со Европската Унија. Јас сум секогаш оптимист, така што и сум оптимист во однос на тоа дека односите ќе бидат подобри во оној момент кога веќе Бугарија нема да биде изговорот за нашето одење или не одење кон Европската Унија.